Господине Тошковски, вчера објавивте соопштение дека полицијата затворила 2 локали во Полошко. По различни околности, финансиска недисциплина, немале елаборати и така натаму и така натаму. На 21 декември 2024 година овој локал бил пломбиран од УЈП. Продолжил да работи другиот ден. Полицијата не реагирала, гледаме од Полошко дека можела да реагира и да ги затвори објект. Не гледате вие никаква одговорност кај полицијата, кај активните полициски функционери за тоа што не го затвориле локалот, иако знаеле дека работи, продолжил да работи. Тоа е прво. Втора работа, проверивте во УЈП кој му дозволил да продолжи да работи без при тоа да превземе никаква активност. Бидејќи до сега гледаме дека имаме само обвинети, ама тие биле некога на функција. А одговорноста во суштина би требало поред секоја правна логика, бидејќи сте адвокат, знаете, тој во моментот што е одговорен за ситуацијата, тој би требало да биде и прв повикан на одговорност. Ви благодарам на прашањето, ќе почнеме второто. Не можам да се сложам дека актуелни вработени во рамки на Министерството за внатрешни работи на одредени позиции или па во рамки на другите институции кои што биле директно инволвирани со предметниот кривично правен настан не се дел од осомничените или пак не се дел од истрагата. Тоа прво, второ, во однос на сите оние дејствија кои што се предмет на истрагата и се предмет на понатамашниот тек на постапката, согласно она кое што ќе биде превземено во рамки на истата истрага, во моментот кога ќе можеме да го споделиме со јавноста, ќе го споделиме. Во однос на сите оние останати детали, повторно ќе напоменам, јавниот обвинител е оној кој што е доминус литис во рамки на постапката. Истиот во текот на денешниот ден имаше доста детално информирање на јавноста, тука и ќе се задржам јас. Повелете други прашања.